28 април 2001 година рано наутро со една група припадници на специјалната полиција и на посебната полициска единица се упативме кон Вејце, место каде што вечерта наша патрола влезе во крвава заседа. Кога пристигнавме на лице местото на заседата, можевме да видиме изгорени возила, се уште мирисаше на чатини изгорено човечко месо, имаше остатоци од екстремитети на убиените припадници на полицијата и на армијата. Десетина години подоцна, оваа власт која што себе си сака да се представува како патриотска, покрена тужби против родителите и супругите на луѓето кои што беа запалени, кои што изгореа Банекија, Република Македонија. Во истиот овој период, при движење околу селото Ваксинце, околно возило на армијата на Република Македонија најде на заседа, при што еден од војниците, од професионалните војници кои што стоел на куполата на возилото бил погоден во главата. Другиот војник кој што бил во возилото го повлекол за нозе за да го заштити на безбедно, при тоа кога војникот му падал во скут, неговиот мозок се растекол во неговите раце. Овој професионален војник, кој што го повлекол убиениот колега, денес е без работа, има 2 декари земја во Кочанс кои живее од нив. Остана без работа поради грижата на оваа власт за војниците кои што ја бранеа оваа држава. Во 2001 година во Рачиново, додека го напаѓавме, јас бев тешко ранен, бев погоден со куршум од митралез во градниот кош, ми беше скината артерија, крвта со силни млазви ми течеше низ уста. Имав борба меѓу животот и смртта, остана жив, за 15 дена се вратив на бојното поле. Десетина години подоцна, оние кои што јас ги доживував како мои, оние на кои што мислев дека припаѓам, мојата поранешна матична партија ВМРО ДПМН се сврте и против мене и против нас бранителите. Дури се дрзна против да го проверуваат моето боледување, да ми праќат најразлични контроли, при што дојдовме во ситуација министер од редовите на партијата на УЧК да врши контрола на командант на безбедносните сили, како да јас не бев навистина ранен во таа крвава 2001 година. Тоа е причината поради која што денес и влегуваме во овој широко опозицијски фронт со надеж дека на наредните избори ќе победиме оваа ненародна, недемократска, но и многу сурова власт. Во повеќе наврати кажат дека ние како достоинство сме подготвени да коалицираме со секоја она политичка партија која што ќе покаже разбирање и подготвеност да ги реши пред се нашите проблеми, а потоа и да се стекнеме со одредени права. И покрај одредени грешки во минатото, ние наидовме на разбирање и денес со задоволство можем да кажам дека со господинот Бранко Црвенковски како лидер на досегашната коалиција, склучивме договор и како опозицијски фронт, но и како коалиција на власт. Се надевам дека ќе биде што побрзо, заедно да се бориме за правата на бранителите, да најдеме начин за решавање на нивните проблеми и стекнување со одредени права. Исто така договоривме по промената на власта да биде решен статусот на професионалните војници, односно по завршување на нивниот договор во армијата да бидат преземени во полиција, судска полиција, шумска полиција или други буџетски установи кои имат потреба од нивните вештини. Исто така договоривме да го решиме проблемот со дипломираните криминалисти кои што и покрај соодветното образование остануваат на улица, а со такво образование не може да најдат работа на друго место. Голема благодарност до лидерите на овие партии кои што ги набројам, со надеж дека што поскоро оваа коалиција ќе дојде на власт. Благодарам.